Марко и вели дали високопротеинска диета е добар избор. Марко, значи добар избор како начин на живот не сум сигурен, затоа што високопротеинска диета, значи било каква диета која што има големи количини и внесови на одредени макронутриенти или микронутриенти, на долг рок дефинитивно ќе ти направи проблем, затоа што ништо во телото не е добро да биде во големи количини. Ако можеби имаш надпреварувачки цели во фитнес, во не знам, во некакви спортови или си амбициозен да не знам го донесеш телото во некаква форма, високопротеинска диета има некаква логика, но исклучиво ќе ја направи разликата доколку имаш физичка активност која што вклучува тежински тренизи. И има научна студија за која што ја најдов, што зборува на оваа тема и изборува токму за тоа дека ако имаш физичка активност во периодите на високопротеинска диета, тогаш ќе имаш резултати. Ако имаш високопротеинска диета без да имаш физичка активност, нема да се случат никакви големи промени во обезмастување на телото, односно намалување на килограми. И многу луѓе практикуваат, нели, дали хај протеин, односно високопротеински, ниско јаглехидратни диети, се со цел да ослабнат. Но пак ќе ти кажам, најдобрата стратегија за ослабнување е да не се здебелиш, така да практикувај ако имаш некои високи спортски цели, но не гледам причина зошто да ти стане начин на живот и напротив, дури после 35-та и 40-та година е ризично да имаш високопротеинска диета, затоа што телото, и за ова постои наука, не успева да постигнува таква регенерација како кај помлад човек и практично ти со додавање на многу повеќе протеин од тоа што телото има потреба, додаваш жар и потенцијал за некаков воспалителен процес, односно за мутирање на клетките кои што може да преминат во некои опасни ситуации. Затоа се би требало да биде во баланс и протеини, и јаглехидрати, и масти, а не да одиш во екстремно високи внесови на било какви нутриенти.